Почитувани присутни, почитуван амбасадор господин Ото Граф, почитуван господин Бургел, почитуван Јован, директор на Дирекција за технолошки развојни зони, почитувана директорка Кутиров, почитувани присутни, вработени во Гересхајмер и почитувани представници на медиумите. Најпрвен упатувам искрени честитки за новата, втора поред и најголема поединечна инвестиција досега во технолошко-индустриската развојна зона на германската компанија Гересхајмер. Пред околу 4 години направија смел чекор, инвестирајќи во изградба на фабрика за медицинска пластика токму овде, во технолошко-индустриската развојна зона 2 во Скопје. Нашата држава беше избрана како дестинација на овој германски концерн кој веќе ги постави темелите на својата втора фабрика во Југоисточна Европа, во оваа технолошка зона, во време кога целиот свет се соочуваше со една од најголемите кризи на последните столетија, корона кризата, која остави последици со кои се соочуваме и денес. Од оваа временска дистанца, заедно со нашите германски партнери, го делиме мислењето дека инвестицијата на Гересхајмер била и е вистинска одлука во вистинско време. Од тогаш до денес, Гересхајмер стана и остана најголемиот закупец и најголемиот поединечен инвеститор во технолошките индустријски развојни зони во Северна Македонија и најголем инвеститор во ТИР зоните по висина на инвестициите. Јас пред известно време имав можност да разговарам со господинот Бургел и тоа беше состанок кој траеше 30 минути пред да ја почнат својата втора инвестиција, која што сите ја гледате тука. Јас 18 години поминав во германска корпорација и низ 18 години ќе научите како врвен професионален германски менаџер размислува и кои се неговите очекувања и претпоставки за да отпочне долгорочна инвестиција. И затоа само 30 минути ни треба за да Гересхајмер одлучи најголемата фабрика која што има овој концерн, кој што има приходи од 1,8 милиарди евра, да ја има токму во Северна Македонија. Значи, кога ги испоредите сите фабрики кои што ги има концернот, од Кина до сите други континенти, најголемата фабрика е тука, кај нас, во Скопје. И на тоа треба да бидеме сите горди. И нема подобар одговор на оние кои што секогаш си ја подценуваат нашата држава, а се наши граѓани, посебно представници на одредени политички партии, а нема да го политизирам настанот, кои користат дури и парламентарна говорница за да кажат дека во Македонија нема инвестиции, еве камерите, нека уснимат тука, па доколку имаат можност нека пуштат во информативните програми, за да се уверат дека најголемата фабрика на Гересхајмер во светот е токму тука во Скопје. Тука во ТИР Скопје 2 се реализира првиот проект за производство на технолошки продукти за фармацевската индустрија на Гересхајмер и во првата фаза минатата година тие ја проширија инвестицијата од првичните 35 милиони евра на 65 милиони евра. И овде веќе се вработени 100 наши сограѓани и задоволен сум што можам да истакнам дека преку вработувањата во оваа компанија нашите граѓани земаат плати далеку над просечните. Сега со изградбата на втората фабрика за специјализирани производи од медицинско стакло и шприцеви за вакцини, висината на инвестицијата ќе достигне над 126 милиони евра, што представува рекорден износ на инвестиција од основањето на ТИРЗовите во државата. Ова значи и вработување на дополнителни 180 нови работници од нашата држава. Со ова Гересхајмер реализира инвестиции од вкупен обем од над 180 милиони евра. Владата и во услови на најголема светска енергетска криза ги поттикнува инвеститорите да ги вложуваат своите средства и да креираат додадена вредност за македонската економија, создавајќи поволни услови за нашите работници
и нашиот кадар да се чувствуваат ценети со висината на платите, со условите за работа, меѓутоа и со можноста преку дополнителни тренинзи да напредуваат во својата кариера. Нашата цел е граѓаните да останат да работат тука во земјата, во современи услови и да имаат подобар животен стандард. Инвестициите на високо технолошки развиени компании се уште една потврда дека нашата држава е поволна за инвестирање, еднакво како и останатите земји од Европа и светот. Конкретно Гересхаймер има погони за производство во Европа, Северна и Јужна Америка и во Азија со околу 10.000 вработени и како што кажа подпредседателот на компанијата, остварува приходи од 1,8 милиарди евра. Северна Македонија е безбедна и солидна дестинација за инвестиции. Нашиот човечки кадар нуди квалитет и знаење, кои се докажа дека знаат да го ценат регионалните, но и светските партнери и инвеститори. Затоа ги помагаме сите инвеститори кои решаваат да вложат средства кај нас, преку ослободување од даноци, подршка на работни места и сет на мерки кои го олеснуваат бизнис амбиентот на потенцијалните инвеститори. Првичните анализи покажуваат дека на секој 1 денар вложен од државата, компаниите вратиле 4 денари назад во буџетот. Тоа до пред 6 години не беше случај. Тоа значи дека имаме инвестиции кои носат поголема додадена вредност и за државата, и за граѓаните. Затоа и не зачудува фактот што во време на најголема енергетска криза ја имаме и најдобрата година досега од постоењето на ТИРС и тоа е навистина голем успех. Минатата 2022 година ја завршивме со 2300 нови работни места и над 430 милиони евра нови инвестиции, а годината ја завршивме со рекорден извоз од зоните во износ од 3,7 милиарди евра. Во октомври лани ја надминавме и највисоката граница на извоз, која што во 2021 година изнесуваше 3 милиарди евра. Вкупно 16.400 наши сограѓани работат во компаниите во индустриските зони во целата држава. Верувам во потенцијалите на овие инвеститори. Јас многу верувам и во потенцијалите на нашите сограѓани, кои секојдневно се вложуваат себе си, давајќи инпут во македонската економија. Ние како влада и понатаму ќе продолжиме да создаваме деловен амбиент за развој на бизнисите, зашто токму новите инвестиции и вработувања во услови на светска криза се од голема важност за подобрување на стандардот на граѓаните и економскиот развој. И тоа го препознаваат и странските компании. Оваа влада која јас ја предводам работи на поддршка на сите компании, и домашни и странски, кои ќе знаат да ги препознаат нашите потенцијали како држава. Заеднички, со сплотени сили, продолжуваме да ја движиме напред нашата економија, а Гересхаймер уште еднаш им посакувам успех и реализација на предвидените планови. На крај, сакам да се заблагодарам на вработените и на менаџментот и на директорот на технолошко-индустријските развојни зони, што успеа да успешно ги завршат преговорите со Гересхаймер за оваа инвестиција. Јас сум убеден дека ќе има уште една инвестиција во иднина на Гересхаймер во државата. Сакам да се заблагодарам на германската амбасада во Скопје, со која што јас низа години наназад професионално сум соработувал, бидејќи сум работел во германска компанија, на сегашниот амбасадор господинот Граф, меѓутоа и на претходната амбасадорка господја Холштајн, и морам да се заблагодарам на канцеларот Шолц, на неговиот кабинет, на неговите министри и на неговите советници за исклучително големата поддршка која што на Македонија ја даваат и на политички и на економски план од моментот кога станав премиер до денес, но тоа беше случај и во претходните години. Ви благодарам.